Мора да има диалог за да има решение. Бојкотот и револтот од граѓаните е разбирлив и за владата, и за бизнисот. Првиот човек на Стопанската комора вели дека го поддржува бојкотот, кој е сериозен показател дека мора да има постојан разговор помеѓу производителите и продавачите за да се постигне резултат. Во спротивно, ваквите бојкоти ќе станат секојдневие. И кај нас тој се одвива континуирано диалог, вие може да не го гледате на површина, меѓутоа настојуваме да се спречи секаков потрес помеѓу ними, да не се одразува врз стандардот на граѓаните. Дел од економските оператори ја злоупотребуваат својата положба, вели премиерот Мицкоски. Тој потенцира дека е неразбирливо како одредени производи кај нас се поскапи дури двојно отколку во други држави. И тоа не само во маркетите, туку и во аптеките и во продавниците за бела техника. Владата се труди да го испорача она што го бара бизнисот. Се преговара за намалување на парафискалните давачки, намалување на царински ставки, се подготвува терен за инвестиции. Има поедени економски оператори кои што својата положба на пазарот ја злоупотребуваат. И за мене, како граѓанин, да се абстрахираме од политиката, како граѓанин, е нелогично исти производи во маркетите кај нас да бидат со исти или повисоки цени отколку во маркетите во соседството. Исто така, исти лекови или иста генерика кај нас да бидат 2 до 3 пати поскапи од тие што се во соседството. Трговците, производителите и дистрибутерите се на проверка од пазарниот инспекторат и од антимонополската комисија. Инспекторите од вчера се на терен откако премиерот побара вонредни контроли. Се прибира документацијата за изминатите 6 месеци. Антимонополска проверува дали се почитува законот за нефер трговски практики кој треба да стави ред во трговијата. Владата упатува јасна порака: манипулации не се дозволиви. Кога станува збор за пари и финансиски трансакции, се останува за вечно. Значи, ние може да отидеме и после 12 месеци од денес да направиме контрола и доколку утврдиме, ќе бидат казнети. Затоа апелирам до сите, не само трговските ланци, до сите компании во државата да се почитуваат законите. За опозицијата крива е владата. Лидерот на СДСМ Венко Филипче од Хрватска изјави дека власта била одговорна за формирањето на цените и требало да се грижи за граѓаните. Загрижува ноншалантноста и незаинтересираноста на владата да преземе некакви мерки. Тури со одреден цинизам би рекол, ги поддржуваат граѓаните да протестираат, а всушност протестот на граѓаните, освен за високите цени и кон маркетите, треба вистински да биде насочен кон владата. Послабата посетеност во маркетите беше видлива на терен. Сепак официјални информации за тоа колку паднала продажбата денеска во однос на минатиот петок и во однос на вчера од управата за јавни приходи најавија за време на викендот.